Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Добро вечер и до фейсбуковци и добро вечер до мојата драга и симпатична гостинка Лидија Ѓорѓевиќ од Healthy Food. Господјо Ѓорѓевиќ, добро вечер, добро дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер и добро вечер до публиката. Океј, супер. Вака, вечерва ве поканив само заради една работа, се запознавме јас и вие на вашето работно место. Имено, господја Лидија работи во продавница на Healthy Food во ГТЦ и јас често пати идам по овие продавници. Ме гледате вака моето подмладување и така натаму. Секако е покрај се друго, морав и да внимавам на исхраната, особено последниве години, и најчесто ги посетувам овие продавници. И секогаш ќе најдеш некој подобар, покомуникативен, поспремен и така натаму. Мене господја Лидија ме одушеви со низиниот пристап, со низиното знаење, со низиниот однос и ми помогна на неколку пати да се одлучам. Бидејќи има една работа, драги мои, кој ќе отидете во продавници за здрава и органска храна или како веќе се нарекуваат. Не се само Зегин Healthy Food, има повеќе низ градов и низ држава, се повеќе и повеќе. Но и јас, како и вие, се чувствувам како Алиса во земјата на чуда. Кој ќе влезам, изгубен. И кој ќе ти дојдат што сакате, појма немам што сакам. Нешто ќе дојдеш со некоја идеја, нешто си читнал и така натаму и така натаму. И затоа вечерва со господја Лидија се надевам ќе ја исцедам како лимун вака у 2 сати од низиното знаење. Она е дипломиран агроном, долго работи работи на магистерски труд и Лоудинг, магистерски труд. Лоудинг, аплоуд. Така што се надевам од незе да извадам што е можно повеќе. И сега, секако дека во Зегин Healthy Food многу професионалци запознав, навистина има стручни луѓе, но вас ве одбрав и замолив да дојдете затоа што покрај знаењето што го имате и тимската работа, вие сами не работите таму, имате комуникација постојано со луѓе. И тоа е многу добро што ви доаѓаат секакви можни профили на луѓе, што е многу добро да го разговараме, да го дебатираме, да го што луѓето прават, што бараат, што им советувате, бидејќи едноставно се губиш, почнуваш од додатоци, козметика, не знам, млека, протеини, тестенини, вино, ово, она и така натаму и ќе се изгубиш што ти треба. На крај се е здраво, све ти треба, ама не можеш тоа да го исконзумираш. И сега, вечерва ние нема да одговориме на сите прашања. Нешто ќе прашаат и гледачите, ќе им одговориме. Но еве ќе направиме еден пресек и првин да почнеме најопшто, господјо Лидија. Што е органска храна? Органска храна подразбира како производ, ако е како производ, сировините што се во тој производ да не бидат во сировините да не бидат вклучени никакви адитиви и конзерванси и самите сировини да не бидат третирани со никакви штетни пестициди и хемикалии и отрови. Што би значило тоа? Дека доколку тоа растение треба да се нарече органско, тоа би требало да биде одгледувано на почва која што со години не е третирана со никакви пестициди и штетни хемикали, хербициди, со кои што се уништуваат плевелите, па потоа остануваат резидуи во почвата, па потоа повторно се повлекуваат од растението, значи тоа не би требало да постои во органското производство. Потоа растението кое што расте од таа почва не би требало да биде исто третирано со штет. Сега они ги третираат и постојат природни инсектициди или природни фунгициди, сулфурот, коприва, они си прават начини на заштита, меѓутоа нема штетни пестициди. Тоа е исклучено скроз и самата околина со километри во диаметар не треба да има никакви
Например, нема индустријски, нема фабрики, нема патишта. Значи, тоа да биде тотално чиста зона. Така Одлично ве разбрав. Да. Така. Тоа е, значи, тоа би значило да биде органско растение, така, органско одгледано растение. А за еден производ да се нарече органски, треба 97% од состојките внатре да бидат органски. И тогаш може да се нарече дека е органски. Добро, но постои органско млеко, постои органско месо, постои органски други производи, така, Да, кои сега се декларираат како органски, нели, одгледано органско, Да. например, вашите колеги, еве, например, во Тинекс и така натаму, органско месо кое, не знам, се пазело со што е хрането, или органско сирење. Вие и продавате, не знам, имате беровско, имате мечкоец. Мечкоец, да, тоа е органско сирење. Мечкоец е сирење. органско сирење, да. Што значи, целиот процес е органски затворен, што значи храната која им се дава, одгледувањето, лекувањето, негувањето, третирањето на животните и млекото, сето тоа мора да помине низ еден сертифициран процес. Така. Ние сме кратко време, ако може малце да представам фирмата, кратко време, година и пол отприлика, од 2015 година постои Ziegen Healthy Food. Меѓутоа, за кратко време, низ целата територија на Република Македонија се отворија 15 продавници, а исто така се проширивме и во Србија. Тоа како корпорација Ziegen, значи како Ziegen Farm, меѓутоа тие аптеки што се отворија во Србија се големи како маркети, така да во нив постојат и катчиња, односно простор каде што се продава и органска храна. Значи, Тоа го има и во овие аптеки сега, исто го има така. и да, и во секоја Ziegen аптека во помал, меѓутоа Помал обем, да, во помал обем. Сега морам да напоменам дека контролата на квалитетот на артиклите, работиме претежно со увоз од европски пазар, кога се зборувам за увозот, а инаку имаме и своји нели производи, меѓутоа увозот е претежно од европски пазар, строго се контролира квалитетот на производот во однос на тоа што значи сертификат за органско производство и во однос на тоа што значи здравствена исправност. Така да баш се внимава онака да бидат сето тоа и се внимава да бидат тоа брендови во Европа, светски па и на светско ниво познати. Значи, концептот во суштина е да продавате домашна и странска органска храна, но од брендови кои нешто значат, бидејќи море има едно, тоа сакав да прашам. Така. Како врз основа на што се бира? Сепак, знаеш, нешто е цена, нешто е ова. Вие сепак идете на бренд. Селекцијата се прави многу внимателно, се внимава и на цената. Сепак треба да се прилагоди и гледаме да има и па и за сите, и за секој, за сечив джеп, да речеме. Сега тоа со цените е интересен феномен, еве со потрошувачите кога правам некој ќе каже дека му е скапо или нешто. Мислам тоа е интересен феномен затоа што луѓето некако како да не размислуваат подолгорочно. Кога да, можеби тоа е поскапо е заради тоа што е органско, а органските растенија и приноси се троstruko помали од што кога нештото е третирано, па заштитено од болести или нешто. Ова е помал принос се добива. Нели транспортот и не зборувам сега во тие други административни работи, меѓутоа на долгорочен план кога ќе се погледне, што вие добивате од таа органска храна во смисол на за своето лично здравје, па и за околината и за сето тоа, така да јас мислам дека воопшто не е скапа таа органска храна, ако човек се насочи на здрава храна. Па вие видите, например, од јаткастото овошје вас ви треба само 30 грама дневно, што би било 20 динара. Мислам, заради тоа скапо. Или, значи, како, ќе дојде некој крупен човек, да речеме, 130 кила или не знам, повеќе. Немате 130. Нема. И ќе рече, ова ми е скапо и сега вака сега.
а јадам паштети, салами, хамбургери, пици, сега кога ќе ги тргнеме тие работи да не ги јадеме и кога ќе се приориентираме на здравата храна, мислам дека воопшто не е скапо. Ако ми дозволиш, ја би се вмешал малце од лично искуство и као новинар кој многу има вложено во разговори, истражувања околу храна, здрава храна, органска медицина и така натаму. Ништо не е толку скапо да го надмине здравието на човекот. Така е. Значи, пред некоја, знаеш ли, синоќа само што ја завршив емисијата, господја Лидија, ми пишува една, спомнав нешто, па ќе ме потсетиш за незе, има несоница жената, а ја се пожалив дека имам пореметен сон. И спомнав мелатонин, па реков дека со тебе ќе зборам. Но се потсетив на една работа. Кога јадев неконтролирано, кога јадев без да пазам што е да јадам и јадев навечер, ми се случувало, ја го напишав тоа и тоа се луѓе се срамат, се плашат од тоа јавно да го кажат. Ја се ежам сега кога ќе ми текне, ама го надминав, дури на стари години не знаеки. Ми се случувало, најади се, дојди од емисија, не ти се спие, набутај се, што има, мелено месо, нешто тестенини, ово, она, шпагети, болонјес, навечер. Бог да чува. Легни и заспи со тоа. Тоа у стомак. Такви киселини создава. Тоа крвта така ја заситува. Диафрагмата ќе ми ја надигне и 3,5 сабајле ако сум заспал, за едно пола сат ќе се разбудам со таква тахикардија. Зборам тахикардија 160. Пред 7-8 години кога ме пукна една таква тахикардија, отидов на лекар, во болница отидов. Викам, не можам, саат време не може се смири. Па те пука параноја, па викаш ти ненормален сум, па што ја работава, додека не ти текне, дека во ствари јадеш нездраво, неумерено, ненавремено и полека ти станува јад. Значи, тој стрес, нема пари и утредента кога ќе отидеш, кога ќе се свестиш и треба нешто здраво да купиш и така натаму и си викаш, бидејќи и едно нездраво јаболко, оние сјајни што ги купуваме у маркети, преполно со пестициди, и тоа знае да го раздразни стомакот ужасно. И едно таква нелагодност може стомак да ти направи. Те да ти разбие сон, те да ти качи притисок, те да ти пукне тахикардија. Тахикардијата да ти создаде некоја параноја, вознемиреност, анксиозност. Иди, излези после од маѓепсаниот круг. Затоа, ја е правам оваа емисија и сте ми потребни, не само мене. Луѓе има, вика, мислат дека само нив им се случува и дека е ова ненормална работа. И ќе ви доаѓаат и ќе ви бараат разноразни работи. Не случајност, кај вас се продава мелатонин. Ке рече, шо ќе ми е мене мелатонин? Мелатонинот е и плюс таа формула интересна со B6. Така да е одличен за спиење. Магнезиум исто така навечер може да се напие човек малце така да се олабави. Јас секогаш им викам магнезиум хлорид и така натаму. Ајде да продолжиме за органската храна. Да продолжиме за концептот. Интересен е концептот е што продавниците се профилирани како маркети. Буквално има се. Дури има и козметика, има додаток. Еве, ја веќе, еве за ова ќе збориме со Лидија. Ја само нафрлам, нели, имаме време. Пробиотикот. Ја, еве, веќе испив. Само што го видов, бидејќи сум заборел, господја Лидија дојде као за пробиотици, еве го, веќе едно фали. Јас го, око не ми трепне. Секој ден еден пробиотик. Ние пробиотик па се научивме да го пиеме само за кој ќе не фати стомак. Не бе, секој ден. Да живеам на село. Знаеш, нешто да сум она со земја. Не, живееш урбано, живееш у загадена средина и ќе речат многумина, што ќе ти се додат. Треба додатоци. Треба, да. Нема шанс. Баш кај почвата осиромашена. Друго е тоа што било порано. Не знам, порано за 10 милиграми витамин С би требало пред порано, зборам пред 60 години. Би требало да изидете едно јаболко. Сега треба да изидете 2 кила јаболки за тие 10 милиграма
витамин С и 2 кила јаболки и плюс ќе ја добиете прошлиот пат што ја реков таа туршија од пестициди онака комплет со се јаболкото, така да тоа Кај органските дали важи тоа? Тоа не значи дека сега да се мислам сега да не биде ова дека мора нека кај органските е поголем процентот на нутритивни вредности. Значи многу се по затоа што не е истоштана на старата вредност оние на кои сме ние и нашите родители растеме на вредноста на храната. Ете така, да, се враќа полека, се враќаат тие хранливи материи и па си има некоја симбиоза таму, си има некои растенија кои што се прави некој специјален плодоред, па се садат некои растенија што им помагаат на другите во нешто што им фали во почвата, така си има некои биодинамички услови. До кај застанавме сега? Ми избега малце мислата. Не, нема проблем. Значи, зборевме за концептот на продавницата. Концептот на продавницата е дека содржи се, козметика, додатоци, дури прашок за перење, средства за чистење, комплетна палета на средства за чистење, мијање садови, мед, и така натаму, и така натаму. Житарици. Значи, не е она само, бидејќи порано здрава храна беа некое семе да земеш, па ова да, има и земеш, кондиторски производи, да. Или некои кондиторски производи и така, некои додатоци. Вие идете на концепт да бидете вистински маркет, да влезеш тука и се што ти треба за дома, таму да се набави. Тоа е многу смел проект. Па да, и допрва ќе го прошируваме. Селекцијата исто така ја правиме и во однос на го слушнуваме гласот на луѓето, што они бараат, што се бара, што сакаат, примаме сугестии, така да допрва ќе се шириме, мислам дека до сега имаме околу 3000 артикли, мислам. Сега да не е така да Тоа е импозантна бројка. Да. Но еве, ајде, ако станете главните наши пилјари за набавка, бидејќи покрај се во ова, каде што е храна, значи направена, спакувана и така натаму, ви имате рафтови каде што во сезоната продавате органска храна. Сега за сега во овој момент само јаболка може да се најде, но преку година, кога ќе дојде времето за кромит, кога ќе дојде времето за овошје, цреши или вака или онака, се појавуваат на вашите рафтови. Така. Тоа значи, од каде ги набавувате овие производи и колку ова има ефект кај купувачите? Така, па ние сакаме да им помогнеме на индивидуалните производители, кои што се ентузијасти и кои што сакаат да почнат со такво органско производство и решивме да им го да правиме откуп на нивните производи. Може да се најде цела палета на зеленчук и се што е сезонско во моментот, сето тоа го имаме во нашите продавници. Значи се што е сезонско. Така да Од каде ги набавувате тие од производи? кои краишта мислите или? Не, ме интересира, бидејќи не ми е гајле кој крај е, мене ми интересира дали е тоа органско, Органско со сертификат, да. Значи, кои се тие луѓе, ја не да ги набројувате, него Да. дали како е конципирано таа набавка на такви производи од кои луѓе, дали тоа се некакви годишни договори кои ги имате, објаснете ми дали имате некое сознание во врска како прво ја треба да набавувате се докаже дека тоа е вистински органски. Значи со испитување на почвата. Се носат во земјоделскиот институт, се испитува тоа. Тоа вие го правите? Тоа тука не знам да ви кажам како тоа. Предпоставувам, како значи, идат додека тие, вие не добиете додека гаранција не дека- добиеме гаранција дека тоа е вистински органско, не може да стапне во ваша продавница. Не може да стапне во наша продавница. А и самите потрошувачи се презадоволни зашто тој вкус и тој мирис што го има тој зеленчук или тоа овоше, мислам е неспоредлив, дури без сертификат се гледа дека тоа е стварно. Меѓутоа мора да биде се чисто црно на бело. Мора да имаме црно на бело, така да И добро, ајде малце за тие сезонски овошја кои ги и зеленчук кои ги има. Што обично може да се најде кога доаѓа сезона? Вие во сезонски не носите, значи оние што се од леи, оние што се од пластеници.
што го прават маркетите, не. Вие носите производи, продукти кои се сезонски, така? Така е. Што претежно се содржи? Не се тоа големи, овакво гледам околу 10 така производи. Да, имате има простор? до сега сме носели, до сега сме имале зелка, морков, лукчиња младо кромиче, стар кромит, сите видови на тикви, компири, модри патлиџани, да. Домати, пиперки, лути пиперки, чери домати, лубеници имавме летоска. И тоа го видов. Органска лубеница. Да, органска лубеница. И се ова што се продава кај вас е органско. Органско, да. Не. Органски домат. Да. Тоа не сум го пробал во Македонија. Бидејќи јас сум крајно незадоволен од доматот, еве вие како агрономи ќе ви кажам дека во Македонија доматот е одвратен, она што на широко може да се набави. Јас може да не се сложам со вашето Да, мислење и да молам. мислам дека Тоа значи се врски ќе што фаќам е- кај тебе следните домат. Јас мислам дека се што е на оваа наша убава земја, никнато е незаменливо кога мислам луѓе што доаѓаат од Германија, од Америка, дури имаме роднини што живеат во Белград, они дојдоа тука со толкави торби на пазар, купија онака наполнија со зарзават и ја рекам зашто нели патувате за Белград? Да, ова ќе го носиме во Белград. Ваков вкус таму нема. Така да јас мислам дека овдека се што сега друга е нели тоа третирање и тоа пестициди, пошто јас работев едно време и долго време работев и од другата страна, значи со увоз на пестициди во друга една фирма, значи ја знам и таа приказна. Така да тие што не ги третираат толку, нели, при крај на само така пред цветање нешто ќе прсне така малце, мислам дека нашава земја е незаменлива со плодови и со вкусни зеленчуци и овошји. Но има една работа кога ќе ги видиш органските производи кои ќе ги споредиш со оние во маркетот сите се исти. Така. Сјајни, убави, чисти, те привлекуваат и просто викаш не бе види што е убаво. А органскиот знае да има точка, едно да е помало, друго поголемо, едно да е порозево, едно да е поцрвено, едно да е позелено и така натаму и така натаму. И многу луѓе им делува одбивно тоа. Зошто е тоа така и дали е добро тоа што е така? Зошто е тоа така? Така е затоа што во тие сиријски производства, во неорганското производство се користат хибриди кои што чинат, не знам, 10 грама домат чини колку 10 грама злато и од тоа ќе се добие некој домат кој што е со униформни плодови, кој што е транспортабилен, значи ќе може да издржи транспорт 3 недели да биде негде во некое возило, да речеме, да не се згнечи, да не се убаво ќе изгледа на лик сето тоа, меѓутоа вие од тој домат нема да можете следната година да извадите семе, старо семе, како што вадат од, да речеме, од скопскиот јабучар или некои луѓе што си вадат, си чуваат од своите стари доматчиња и си вадат другата година семе. А ова е Монсанто, ГМО-то кој ќе го направи само за една година. Само за една. Другата година повторно се купува. ДНК-то му е онеспособено да произведе семе кое ќе изроди. Ќе се изроди доматот, ќе ви излезат, на пример, Тоа е дегенерација. Дегенерација. Следната година ќе има, на пример, компирите ќе бидат веќе нема да бидат така овални, него ќе бидат баш деформирани. Следната година, кога би го, или не знам, било кој семенски материјал сега компирот, нели? И мораш повторно да набавиш од него. И мораш повторно да набавиш. Тоа е бизнис. Мораш повторно да набавиш. Па од него да ги набавиш и Да. пестицидите специјални за специјални и нема ли да биде отпорно како што било претходната година, нели, на одредени. Така да Органската храна ни е жив спас, иначе. Жив спас ни е органската храна, да. Вау. Или некој да си купи бавчичка некоја надвор од градот негде, па сам да си... Каде знаеш каква е земјата врз која, каква е водата. Да. Многу тешко се наоѓа. Но Тешко се. очигледно е дека постојат стандарди кои тоа го утврдуваат и вие како
продавници ги набавуваат. Дали сите продавници на Хелти имаат гондоли за сирова храна? Овошје, зарзават и така натаму. Скопските имаат. Во Скопските Во имаат. Скопските имаат. Така. Во Скопските. Да. И каков е интересот кај луѓето? Ми интересира кога има сезонско овошје и зарзават. Јас сум изненадана од свеста на луѓето. Да? Да, јас сум изненадана од свеста, имаме веќе стални муштери што дури на пример нарачуваат по 40 кила зелка за подкиселување. Еве ги спомнавте пробиотиците. Киселата зелка, живата, не подварок или сарма, него живата кисела зелка, не термички обработена, е полна со пробиотици. Значи, јадете си салатичка од кисела зелка и немате гајле. Полна Од кисела зелка да. или од свежа зелка? Кисела, и свежа и кисела. Значи, Меѓутоа киселата ферментирана ферментираната? и се што е ферментирано, нели јогурт, кефир, тоа е полно со пробиотици. Меѓутоа оваа киселата зелка и зошто човек да не земе од да си цените се малтане пазар. Значи воопшто не се цените на зеленчукот кај нас не се воопшто нешто астрономски или да не може човек да си ги приушти. 10-20 денара дали е разликата во цена. Не, нема тука збор особено кога Така да здрави- зошто човек да не си земе, не знам, зелка и да си закисели зелка органска. И после да си ја јаде и И уште водата, онаа Да, органската, јубата, да да. си направиш. И Да. тоа би било добар експеримент. Ај до година ќе земам од кај вас зелка и ќе земам оваа водава што ја и кај мене се рекламира. Крицката. толку многу. Крицката вода. Крицката вода, И сега, да. тука малце ми е доста чудно. Ние сме подебје кој има прекрасна вода. Дали е газирана или не газирана, фантастична е водата. Но оваа вода која доаѓа од Крит е нешто посебно и уникатна. Ја се обидував малце, бидејќи ја видов рекламата кај мене и малце прогуглав. Се работи за исклучителна вода која доаѓа на Крит, што значи таа вода не е од топење на снег, туку е изворска. изворска вода. Изворска од белите што- планини на Крит, да. Што значи дека е многу стара, бидејќи Крит е среде Медитеран, нема никаде реки околу него, што значи дека водата доаѓа од многу длабоко и дека е многу, многу стара. Но има една особеност. Ја тоа не сум го знаел, неколку луѓе со кои сум разговарал, господјо Лидија, ми рекле дека може драстично да ни се дека постои разлика од вода до вода во вкус, не само од минерали, туку и од низината пеха вредност. Викам, што значи тоа пеха, киселост? Оваа вода важи за една од најбазно ориентираните, а сега е тренд дека базната храна, базна вода на што помалку киселост е многу подобра за организмот. Така. Имате ли некои сознание она во врска со оваа вода? Оваа бидејќи вода гледам- прво нема хлор, што ја прави тврда водата. Нашата вода има прилично хлор. Сега убава е точно дека е убава, меѓутоа има хлор. Оваа вода има калциум, калиум, магнезиум и бикарбонати. И тие бикарбонати ја прават киселоста на оваа вода осмица. Значи висока база. Сега ние како што сме сите закиселени од стресниот начин на живот, од лошата исхрана, од сето тоа што црвено месо, црвено месо, тестенини, шеќери и сето тоа. Така да ова е баш убав почеток на денот. Исто тој почеток на денот е многу интересен, сите го почнуваат со кафе, 90% од луѓето. добро? Колку е битна таа вода? Еве, можете да си... Мислам дека и вие користите таа критска вода, вие. Ја ќе го кажам моето искуство, сакам само Да. од вас да се ослушам уште нешто. Јас и за водата, конкретно за оваа вода, меѓутоа општо за водата сакав да кажам за почетокот на денот, пошто луѓето го почнуваат со кафе, а не знаат дека најгуста им е крвта од сабајле. Таа вискозност, Интересно. леплива. Аха. И вие ако не се напиете чаша вода, па пиете кафе, што е уште диуретик, мислам дека најголема опасност од мозочни удари се рано наутро. Зошто? Заради таа густина на крвта. Зошто? Густа е крвта. Во текот на ноќта сето тоа се сфрлиле сите тие, нели,
Сакате да ми течности. кажете дека густата крв потешко тече низ капиларите? Па да, и низ крвните вас е потребно како кога ќе се истуширате, кога ќе ви дојде убаво, почнете го денот со една голема шолја вода. Значи, онака оплакнете го и желудникот и телото за да се разбуди целиот организам, а не со кафе. А сите почнуваме со кафе. Ја забораваме водата. Како да сме подцениле водата. Онака не мислиме или ќе речат па не пијам јас вода, не ми се пие. Почни со сила да пиеш. Значи нема тоа или колку ти бара телото, што ти бара душата. Викаш на сила? Викам. За водата викам на сила. Заради тоа што ќе речат па што ти бара телото, ако не ти бара телото, зашто да пијам? Па мене телото може некогаш ми бара хамбургер. Или ми бара, не знам, 100 грама чоколада, ама тоа не значи дека не ми бара телото. Се е тука, тоа сакам да кажам. Вие за се ви треба, се е тоа до навиките. За се ви треба 2 недели да се преориентирате, да се прешалтате на нешто онака. 2 месеци ли? Па, јас од своето искуство 2 недели ми треба. Ја од моето ќе ти кажам, Да. 2 месеци така и успеав. Инаку со водава, моето искуство што беше? Зошто почнавме да ја користиме оваа вода? Да, фантастично. Прво, вкусот е стварно еден од најдобрите. Втора работа, клинциве мои ме учат колку што и јас сум ги воспитувал. Они открија дека, например, кога имаат многу стрес и нели искачаат, па јадат надвор хамбургерово, оне, им треба прочистување. Често пати купува од аптеки дестилирана вода. Ама таа е многу невкусна. Дестилирана вода за пиење, воопшто минерали да нема, за полесна детоксификација на организмот. Арно, ама не се трпи тоа да се пие. Стварно, освен за упегла, ја не можам да го смислам. И оваа вода која ми ја донесов као на тигар која си му дал прв пат крваво месо. Не може друго. Значи, да варат чај со неа, има нешто што има еден добар баланс во... Ја имам држано овде 1-2 часа емисија исклучиво за магнезиум хлорид. И го имам абсолвирано како ретко кој магнезиум хлоридот. До клеточно ниво што он прави. Магнезиум хлорид, магнезиумот го содржи скоро секоја вода. Но во каков однос и на кој pH е многу важно како мембраната на клетката ќе ги пропушти и ќе ги размени тие материи. Затоа оваа вода не е само вода колку да се пие од пластични шишиња и така натаму, туку делува и како лек. Плюс магнезиум хлоридот е минерал кој ние во урбаните средини, во загаденоста го имаме се помалце. Ја овдека цела телевизија ние сме заразени и сите од нас преку година пијат магнезиум хлорид барем 10 месеци, па 2 месеци пауза, па пак продолжуваме и така натаму и така натаму. Кога моите колеги кои не се занимаваат, а се стресни, јадат и било што, се свестија, тогаш. Јас се извинувам малце повеќе експликација, ама заслужува ова. Да, заслужува. Водава, мене викам како ли ќе помине. Прво е малце поскапа од вообичаена. Второ, ќе кажеш сега на сета македонска вода, сега вода од Крит. Што ќе ни ова? И ме интересираше како поминува оваа вода. Ја снимав малку, разговарав со вашите колеги, значи, ја наоѓав списоци у аптеки, каде луѓе запишувале која ќе стигне турата, бидејќи вие не сте како некои супермаркети, па секој ден огромни количини, туку повеќе, нели, аптека, како за леки снабдувате, списоци за Перо, за Јанко, за Станко, за Бранко, 2 пакета, 3 пакета, која ќе стигне да се тргне на страна. Ни реклама имаше, значи немаше никаква реклама. Ајде да кажеш, јас сум зборел, вие сте пуштиле, не знам, реклами увести, ово. Никој не... Свеста кај луѓето ме изненади колку они препознават. Ја и ти џабе да збориме, ама имаат они свест. Колку што јас учам од вас, учам и од луѓето. Тоа е неверојатно. Имате ли такво чувство дека, еве, вие неколку пати го рековте, има свест. Еве, во конкретно
во конкретни случаи можете ли да ми посочите кога разговарате со луѓе? Оти често пати има некои не знае и така натаму, но може да не знаеш кој продукт или што, но имаат веќе они свест што треба да се прави. Само уште за водата да докажам, многу е битно дека пластиката во која што е спакувана оваа вода, Добро? воопшто не е штетна, што е изненадувачки, пошто секоја пластика или порозна или содржи бисфеноли. Фала ти многу сега за сите пластики сега ми ги... добро, што треба, вистината боли. Тоа е Треба сега. Тој бисфенол што се содржи во другиве пластични шишиња, толку делува штетно на ендокриниот систем, го штетува црниот дроб. Мислам, не можеш да ја пиеш таа пластик, например, еве, сум го испразнила шишенцето, другиот ден си ставам вода и си пием. Не може. Толку е. Еднаш употреба и готово. Да не се употребува повторно? Повторно не. А оваа вода... Чекај, дома ние шишиња чуваме, море за млеко, море тогаш за вода. чувате во стаклени шишиња. Или во овие нашиве. Значи, еднаш која ќе ја потрошиме, Да. пластиката веќе да не ја користиме. Па не ја користите веќе. Па нели тогаш ќе се истори, тоа се изплакне... Не, Не, ако препорачај ми. Не, да. Тоа сакав да кажам, оваа критска вода стигнува во шишиња што се направени од таква специјална пластика, што воопшто не е штетна и може да се користи повеќе пати и не ги содржи тие бисфеноли што, да речеме, во некои други... Збори ти ја на Вибер да им пратам на мојве да ги фрлат сите оние пластични други шишиња, утре 2-3 пакета па да донесеме, не? Така, Што да ако е за водата критка може слободно, нема потреба да фрлаат. Што сакав да кажам? Ме прашавте за... Кај сакаш да идеме? Крај нема, Не, ни да, почеток, не, не можеме нема, да застанеме. Еве, например, ја имам многу пријатно искуство и тука малце ме зачуди, например, има се повеќе и повеќе свест, например, употреба на сода бикарбонат. За намалување ги користат се повеќе за миење, за лична хигиена, сода бикарбоната, бидејќи многу додатоци имаме во гелови за туширање и особено во детерџенти и омекнувачи. А кај ваш видов дека течен прашок за перење на алишта и омекнувачи со специјални органски, дали органско значи секогаш и здраво? Тука ми е малце мене. Да, секако. Да. Ама сега ако зборуваме за прашок, добро, за прашок, ако зборуваме за прашок, да, ги нема тие алергени што предизвикуваат, нели, штета на кожата или на лиштата, или имам пријател кој што купи прашок од нашата продавница и он редовно си го купуваше и он вика слободно си ги сушам конечно лиштата внатре во соба и гајле немам, не дишам ништо штетно од овие другиве, сега да не ги именувам, нели? Упс. Вика можам слободно си ги сушам. Ја па дома си ги сушам. Па тоа, вика можам внатре, вика да си ги сушам, а ние кога ги сушиме, па тоа е жив отров. Жив отров. Што збориш бе? Жив отров е тоа. А он вика, конечно можам сега внатре да си ги сушам лиштата. Мојата реакција, режија, појачај го малце мојот микрофон. Океј, нормализирај го. Ова не сум го знал. Да. Тоа е Што е поопасно? Прашокот или омекнувачот? Гледам дека доста... Омекнувачот е поопасен. Дефинитивно, да, дефинитивно, поопасно. Сега ние имаме такви и омекнувачи имаме од таа фирма Алма Винца вика фирмата, германска фирма. Ама и поскапи се. Па се, да. Ама не се поскапи. Еве сега ќе ви кажам. Знам. Ова што е за сјајот за садови 100 денара. Затоа не е нешто... Хемотерапијата е најскапа. Така? Ето тоа сакавме. Стендовите се скапи, бајпасите се скапи, сето тоа е скапо. Тие се најскапи. Да. Иако сме на здравствено осигурување, тоа што ќе го преживееш нема цена. Тука апсолутно. А што е интересно, ја не сум видела лек за хронична болест до сега. Хело. Значи тоа не и сега ќе ми кажат скапа било органската храна. Рака. Имате притисок, да речеме, не дај Боже, мислам. Имам. И некој има. Ајде, висок крвен притисок. Сега вие пиете апчиња и кога ќе престанете со тие апчиња, што? Оздрави сте? Не сте здрави. Пак ќе треба да ги пие и тоа се е пак, нели,
фармацевтска индустрија, како вика, нивната Нема- парола е измисливме болест за секој лек. Така има паролата. Така. Дали ви доаѓаат луѓе кои, еве, например, со медицинска кондиција, со медицинска состојба и ви викаат, слушај, ја имам притисок, што да јадам или ја имам Да, како не. И што им препорачувате? нај- Генерално, со каков, еве, например, какви барања и какви луѓе, кои болести, например, најчесто? Предпоставувам дека дебелина тука најмногу има. Јанко, да ви кажам, секе, мислам, не е проблем за... Меѓутоа, кога ќе ми дојдат луѓе болни од канцер, или кога ќе дојдат за своји болни од канцер, мислам, тука не можам да се повратам со сати после, затоа што канцерот стана како настинка чест во Македонија. Чест како настинка, јас мислам, тоа е нешто неверојатно. И тоа е, мислам, стварно онака, онака се вознемирувам за самото кажување, а камоли за нели висок. Порано луѓето умирале од инфекции. Порано. Сега диабетес, кардиоваскуларни заболувања, рак, тоа се тие сегашни болести. Тоа е таа разлика од порано и сега. Да ја посакаш инфекцијата. Ја не знам ова. И што, еве, кој ќе ти дојде? И што им викаш? Што те прашуваат и што им Па кажеш? прво, многу е битно да имаш луѓето сакаат да зборуваат за себе и ја Значи треба да ги сослушаш. сакаат да зборуваат, а и јас сакам да помогнам и ја го сакам тој холистички пристап. Значи не она као ви имам висок притисок, еве ти ова го снижува притисокот. Него зошто ти имаш висок притисок? Како се храниш? Дали имаш физичка активност? Како го започнуваш денот? Ти се ова советнички пристапувате така, Па ти да и ви вашите кажам колеги? дека Само си ти вака или колегите твои вака? и да ги поздравам и колешките, сите се така. Значи ние не сме она повелета, ви треба тоа, да, еве ова, не. Значи тука имаме разговор, некои ни остануваат и по 40 минути луѓе. Сакаат да разговараат. Ние го сакаме тоа. Не ни смета воопшто. И собираме информации, учиме искуства, кој со што се излечил, како се излечил. Тоа е една хумана работа, меѓутоа и убаво е да се работи со луѓе. Сакаат луѓето, некако се... Не знам, моето искуство кажува дека се... Значи, вие сте малце повеќе од продавница. Вие сте... Малце повеќе сме од продавница, да. Малце Тука има и советувања. Има, да. Па правиме и цели програми за, да речеме, за диета, како да се... Вие им правите програми за диета? Па да. Мислам, сега... Вау. Си ги имам по компјутер, неколку си ги направив. Така. И сега па се гледа и што сака човекот, дали има некој што например Има шекер. да речеме. Или се што ќе кажеш, ќе рече, ама, и сега ти ќе му кажеш, добро, еве ти го решавам и тој проблем. Да, добро, ама и пак и гледаш дека човекот уствари не ќе да мрдне. Она не ќе. А повеќе доаѓаат да си ја смират совеста, Да си ја смири, да, и не е повеќе. Него сакам да кажам какви типови на луѓе има. Има некој стварно ми дојде еден повозрасен чичко и имал проблеми со обстипација, затвор. И што е? Јас земав, вика Леле многу информации со ова и вика запиши ми ги на ливче, му ги запишав на ливче и му го дадов ливчето и викам не ни верував дека он ќе ме послуша, повозрасен. Возрастните луѓе обично се закоравени во своите нели навики. Не е тачно. Зборувам се возрастните, не младите како вас. Се шегувам, малце мајтоптера. И после месец дена ми дојде чичкото со цело онака пакување крем бананчиња да ме почасти. Он до точка ме послушал се што сум му рекла, до точка. Значи он бил очен и многу отворен за и толку ме изненади. Има некогаш луѓе и тие што биле закоравени, од моје искуство ќе ти кажам, затоа што лично знам, луѓе кои многу добри совети ми давале, уште пред 10 години, едноставно не ми се отвара очите внатрешно да го капирам концептот. Додека не ми се отворија и ми успеваше. Еве, дај ми ги тие додатоци тука, до тебе, тие првите. Така. Ова сакав да го покажам.
на пример, многу ми сега ме прашаат, ја уште не сум ја направил емисијата. Јас сум ослабен скоро 30 килограми од мојата максимална тежина, негдека 20, скоро 18-19 килограми за 3-4 месеци со интензивна протеинска диета. Една од битните работи што ми беше, купував суплемент, многу скап, од таму кај што го земав, суплемент кој ми помагаше и она малце храна да се, бидејќи две работи ми беа многу битни. Да се отспијам, барем еден дел од денот, не е важно кога. Важно да фатам 6 сати, тогаш се губат најмногу килограми, не знам зошто. И втора работа, редовно празнење на цревата. Но кога јадеш малку, јадеш протеини, тој иде малце потешко. И ова, благодарејќи на Лидија, ја плаќав, тој додаток го плаќав 1000 денари, 60 капсули, пиев по 2 капсули на ден, значи ужасно скапо. Ова е упола цена, со двојно повеќе, а се работи за истата состојка, плюс гарантирано органска, се вика индиски тегавец, семе од индиски тегавец. Или псилиум. Псилиум, така го не е знаат. важно, сега, тука не ми е, генерално, вие може да, не ми е идејата сега продукт плейсмент, да ви кажам само ова е, бидејќи има и семе, има разно, ќе го најдете. Во суштина, открив еден продукт, кој можам долго да го користам и во ваква форма. Што е, да, истото. Истото, меѓутоа во баш не е како капсули, тука е збогатен со има и босилек, има рузмарин, има цикорија. Многу ми годи. Да, одлично. Мене многу ми годи. Да, одличен продукт. И заедно со А и го намалило холестеролот? Не знам. Да. Крвната слика ми е топот како ослабев и тука апчињата за холестерол ги фрлив. Супер. Заедно со пробиотикот и ова, намалената исхрана и така натаму, сега што ја минимализирав и така натаму, немам надуеност, немам киселини. Кога ќе заспијам, сонувам убави работи. Бидејќи, верувај, најади се граф, макар и органски, и заспи после тоа. Ноќна мора имаш. Ноќните мори, Лидија, доаѓаат од желудник. Точно не од мозок, точно. Не е подсвест, не е видение. Секогаш лоша храна, лошо варење, ноќна мора. Ама ова е закон и така натаму. Јади лесна храна или вечер или заспи гладен. Да, 3 сати пред спиење. Соништата се прекрасни. Така. Но ќе направиме уште една ќе го продолжиме разговорот, ќе направиме пауза. Драги мои почитувани гледачи и вие фејсбуковци, не е лошо да поставите и по некое прашање, па ако имаме време, бидејќи имаме за многу работи, јас сакам да ја подпрашам, не можеме за све, но еве, чисто да, ако имате некое подпрашање околу целава оваа проблематика, па да ви помогнеме, нешто по универзално што би им помогнало на сите. Господја Лидија е расположена очигледно и се надевам ќе добиеме и добри одговори. Одиме со реклама. Се враќаме назад во емисија. Лидија, многу теми, од кај да почнеме. Интересна работа, пред некој ден јас имав гостин овдека кој зборуваше за маслото од канабис. Тоа е сега доста ново, но претежно како лек, заради состојките кои се во него, ТХЦ, ТХБ и како се нарекуваат, кои се многу потентни, кои кај некого предизвикуваат еуфорија, но во одредени дози за одредени болести помагаат. Ја 2 пати имав еден дечко овдека кој прилично добро ја познава, секако, и кај тоа е една нова тема. А ти интересно ми донесе масло од канабис. Што е ово и зашто се користи, кажи ми? Ова е масло од коноп, меѓутоа ова масло од коноп се користи за храна, за јадење. Масло од коноп. Ама тоа е истото. Да, исто, канабис е латинското име, да. Канабис е латинско име. Да. Може ли да го погледнам? Добро? Може, секако. Сега ова е граничен производ.
Граничен производ значи дека е лек, меѓутоа оди без рецепт, нели? Малта не е лек. Овој граничен производ, па ова може да се каже дека е најздравото масло од сите масла. Има совршен баланс на тие омега-3 и 6 масни киселини. Можете да го користите и така, една лажица од цабајле, можете и за преливи, салати. Има и интересен шмек на орев. Значи, и вкусно е. Така да може го користат против воспалителни процеси, против акни. Прездраво масло. Значи, стварно е здраво. Знаеме канабисот колку е здрав. Дали ова, например, луѓе од стереотипи дека се што е канабис е дрога. Дали ова може да биде злоупотребено? Ова ги не може затоа што ова ги нема психотропните својства. Стварно мирисе на орев. Така? Ги нема психотропните својства тие ТХЦ, ги нема. Значи тие се екстрахира. Ова е ладно цедено. Ладно цедено масло од коноп. И не ги содржи. И не ги содржи, така да може малце да ве смири така убаво, меѓутоа да ве смири како што би ве смирил чај, а не дека нешто. Да. Еве го опаството. Што вика ладно цедено масло од коноп треба на граничниот производ. Што значи граничен? Граничен производ значи дека е лек, дека лечи. Меѓутоа се продава без рецепт. Така. Што представува, што употребува маслото канабис оил, представува масло за јадење со пријатен вкус на орев, произведено од семе на коноп, омега-3, омега-6, 10% мононезаситени масни киселини. Опа, ова е супер за... Одлично. Одлично. И за срце, и за... Како се зема 1 до 2 лажици пред оброк или во тек на оброк? Или да, како во салата може слободно. Нема да почнам да се кркотам, да се смеам или да ме пукне параноја, пошто ја ако ја дувам многу даун ме фрла. Можни несакани се свој дејства. Не се забележени несакани дејства при примена на канабибио маслото. Слободно можете. Во случај на да појава несакани дејства, посетуете се со лекари. Значи нема ништо нема несакани дејства. Тоа не е исто нов производ од една хрватска фирма. Многу е калорично. Има и калорично е. Па секое масло е калорично. Масло. Интересен мирис. Многу е необично. Се мислам со што би можел да го комбинирам. А може и така, само една лажичка на каца. Не, јас сум гурман, се извинувам. Да. Знаеш како? За да си помогнам себе си во диетите, вкусот ми е многу битен. Така, јас сум како наркоман навлечен. И сега борбата ми е што помала количина. Најдов едно шишенце оволицко во Тинекс, масло во кое има содржано бел тартуф. Аха. Ама оволицко е. Оволицко е. Отров скапо. 200-300 денари оволицко. Ама, на најбезвезен, безвкусен кашкавал исечи парче и капни го тоа, добиваш нешто што онака ќе се изреди. Тоа се вика луксус. Луксузна храна. Луксузна храна. Значи, ништо храна станува. Или, например, еве, ако сте тестенини, 2 капки од тоа, тестенините стануваат сосема нешто поинакви на вкусот. Така што си задоволуваш некој сите ниски вкусови. страсти, Да, сладострастието. Да. Бидејќи не е нешто што се јаде во големи количини, не. Да. Сега полека го учам организмот, се надевам дека ако издржам ова година дена, ја ќе се навикнам тогаш на малце храна. Тука е сега борбата. Да. Иако беше тешко слабењето. Инаку да споменам дека ги имаме, не мислам се ова е издвоено масло, имаме од орев, од бадем, од кокос, кокосовото масло е сега исто нов производ. Наш ладно цедено кокосово масло. Ова е, мислам дека најпродаваниот производ во нашата продавница. Види, ова е факт дека кокосово масло не само кај вас, сегде го има. Идеш во Веро, идеш во Тинекс, идеш во Рамстор, сегде кокосово масло наоѓа. Што е приказнава со кокосовото масло? Кокосовото масло, тоа е може да се користи од козметика, лице, коса, деколте, уместо крема за тело. Можете да ги фрлите сите тие со парабени, со фталати козметички производи. Добро.
и слободно да го мачкате уместо помада, наместо млеко за тело. А можам ли да го јадам? За јадење секако. Права Идеш десерти. на филозофијата. То се што не ставам на лице ништо што не можам да јадам. Да го јадам. Значи, еве, на пример, така. Значи, мачкај се со она што можеш да го јадеш. Јадеш, да. А ова добро ли е? Здраво ли Тоа е? е одлично. Има внатре една лауринска киселина, која што има во мечиното млеко. Ох, што бо Само во мечиното млеко мирисам има. на баунти сега. Да. Ке ме шмукаат децата кои ќе дојам дома. И тоа значи дека има и антибактеријско дејство. Исто е добро за Пробај го. Сакаш? Не. заедно со против кандиди, против лошиот холестерол. Го користат за јадење, за правење десерти. Не, како тоа за јадење правење десерт? Па, например, прават чоколада што не гои, да речеме. Еве сега, еден рецепт. Една лажичка ќе се земете кокосово масло. Чекај, се извинувам. Некој си се осмелил да ми звони сега. Се извинувам поради тоа. Почитувани. Си земате една лажичка кокосово Ве молам масло. дома, запишувајте го рецептов. Лажичка кокосово масло. Добро. Лажичка агаве сируп, Добро. да речеме. Тоа е исто за сладувач, меѓутоа нема ниска гликемиска вредност има, не го покачува шеќерот, него и лажичка какао. Тоа го мешате. Агаве. Агаве сируп, тоа е од Што е тоа? кактус. Од кактус е тоа. Чекај сега, За кактус. сладувач. Значи, течен, како мет изгледа, меѓутоа нема негој. А Нема. стевија? Стевијата не е во течна, не ни е во течна. Сега зборувам за тоа чоколадата Ќе ја направам течна. За тоа. Ја Па сакам добро. стевија. Може ли Добро, стевија? може. Значи, една колку лажичка сум- ова, добро. добро, за сладувач, било кој што ќе си го изберете. Од тие што не го јат, што се со 0 калории како стевијата да речеме, и какао. Добро. Можете колку сакате да јадете, тоа е нешто превкусно. Што ќе направам од Можете тоа? да Чекај, си- што ќе... Ќе Да го ги измешате. измешам? И после можете да си направите штанглици во фрижидер, например, пошто ова е течно на топла на висока температура во фрижидера цврста. Имаш тука органско какао? Не го носам, меѓутоа има. Има во дежурната аптека, ќе си купам, навраќај го. Така. Така. И ќе си направите, можете И слободно вечер да ќе си загњурите направам од баунти. вкусен десерт и воопшто нема ни калорија, ни ништо. Не треба да печам, не треба ништо. Ништо не треба, Стевија, вака. ова да ставам Там и какаото да си И го вака, замешам. превкусно нешто. Сега јас со агаве сируп го пробав експериментот. Онака пошто јас сум исто, нели, бев на времето зависник од благо. Така Бевте? да, па да. Се откачивте? Па од време на време правам отстапки, меѓутоа Гордо тврдам дека јас сум бил навлечен. Мислев дека не сум, ама сум. да, шеќерот е стварно зависност. Ја го има секаде се крие. И таму каде што мислиме дека нема, има шеќер во овие кондиторски производи по маркетиве. Тоа е чудо нешто. Луѓето да внимаваат кога, например, мојата протеинска диета ми беше забранено то и Кока-кола Зиро и Кока стевија, бидејќи сите они не страна, Кока-кола Зиро, него тоа. го качуваат гликемискиот индекс. Да. Мастиките за џвакање без шекер, што не лажат дека не земаме шекер, го Има качуваат аспартам. го на страна аспартанот, тоа сите го знаем. Туку го качуваат. Значи, зошто? Затоа што мојата диета се базираше на тоа да влезам во кетоза. Така. Значи, никаква количина на шеќери. И сега, овде ке имаш нешто што е вештачки шеќер, а они ти викаат, единствено ако сакаш да сладуваш аспартан, најлошото, ама тоа гледа да го избегнува. Значи, диета без ништо. Многу мачна диета е првите 2 месеци. Така што, внимавајте на шеќерот. Луѓе мои, моето искуство, ја не знам господја Лидија дал ке се сепак е она агроном и така натаму, ама има искуство. Верувајте, дека луѓе што јадат сланина, не јадат шеќер, имаат поздрави кардиоваскуларни системи од што оние што не јадат свинско, масно и така натаму, ама затоа јадат шеќер и Да, глад. ги прави крти крвните садови. И затоа, например, еве, на постари, повозрастни луѓе, например, ако треба, не дај Боже, се стигнат до бајпас, нема од што да им се земе
таа вена, затоа што им се крти крвните садови, се кинат. Така да луѓе кои што имаат здрави крвни садови може да нешто да калкулираат во староста, да си имаат здрава старост, вака. Ова со чоколадово беше добро. Да останеме уште малце на благите работи. Луѓето кои беа на Facebook закачени, господја Лидија, ова што го донесе треба да го врати во продавница, ама ја на ризик мој, викам ја ќе ја откупам целата роба и го отворив ова. Она подврисна, подрипна, затоа што ова е едно од најскапите артикли кои се овдека вечерва кај нас. Ова мало тегличе мед чини 3000 денари. Се вика манука мед. Што е ова манука мед и зошто толку многу скапа? Манука медот се добива од диви дрва на манука. Тоа е еден вид на чајно дрво, кое што расте само на Нов Зеланд. Има и во Австралија, меѓутоа на Нов Зеланд се тие диви дрва од манука. Значи во тотално чиста средина, него самиот мед има такви својства да лечи таму каде што луѓето дигнале раце од антибиотици. Ништо не паѓа од ова. Медот е... Го имаш узом? Види го медот. Целиот е како... Не е онаков тече. Збори ми за медот, добро? Ова е... Имам едно интересно искуство со потрошувач на манука медот. Дојдоа во продавницата мајка и ќерка. Ќерката имала некоја несреќа, паднала нека гранка, не знам, доживеала тешка несреќа. Ама е добро. Лежала долго време во болница. Толку долго време лежала во болница, не знам што се не и правеле, какви хируршки интервенции, меѓутоа во болница добила стафилокока во носот и стапалата почнале да ги гнојат. Значи толку била целата, сега ајде да не ги згрозувам луѓето. Мајката ги мачкала стапалата со манука мед, а од мануката земала лажичка малетка, многу мала, она како тие лажичките што се за еспресо, ставила во физиолошки раствор и го капала тоа во носот. Докторите се чуделе како може со мед, каде што антибиотик воопшто веќе не помага, значи ниеден вид на антибиотик не помага, со мед да се излечи таква упорна и страшна бактерија. Чекај, ја го пробав ова може да се јаде? Туку што зборувам за Не, читам мачкање ово. Значи неверојатно нешто. Многу е потентно, како го осетив низ цело тело. Ова е тело. неверојатно нешто за дигестивниот систем, за како се лечи. Меѓутоа најбитно е што е неговото антибактериско дејство е многу јако. Значи таму кај што не помагаат антибиотици, тоа помага. Сега тука има едно знакче. Добро. Ова 15 15. 15. Тоа значи Што значи тоа? Колку е неговата антибактериска моќност. Wow. Тоа е еквивалент на УМФ, така се вика Unique Manuka Factor. И има и манука мед со 5. Со ознака 5, има со ознака 10. Нашиот е 15. Што значи дека е еден од најјаките манука медови. Го има и овој кодот за скан, па сакам да го скенирам. Да, ти кажу. Добро, ова е ново ли? Од каде ви текна ова се? Затоа што луѓето до сега на нашиот пазар не можеа да го најдат, го набавуваа преку интернет, го бараа по пријатели, по роднини да им се донесе од Нов Зеланд. Навистина? Да. Екстремно здраво нешто. Значи еликсир, не знам што да кажам. Така да... Морам да признам дека како сега го пробав на прстот, со врвот од прстот, како да имам експлозија од енергија, дури и топлина ме внатрешно онака топло ми стана, гаси ја климава. Навистина многу потентна работа. Еве го скенирав и да го видам што све кажува за него. Значи
Органски сертифициран врвен квалитет. Врвен квалитет. Производ. 15-ката е врвен квалитет. Како ова се Се снима? може да се јаде, а може да се мачкаат рани, загноени рани. Значи, може да се, ви кажав, во физиолошки раствор, за синуси, за уши, за било што, каде што... Како за синоси? Да ги мачкам? Не, се става... Капки? Се става, Раствор? да, се става оно лажиче што е за еспресо, да речеме. Така? На врв на тоа лажиче, од манука медот се става во физиолошкиот раствор. Физиолошки раствор од Да, јасно. она сол и вода, ете така да Одлично. речеме, нели? О, за Во вид. тоа, да. И се става во нос. Мислам, многу едноставно. И се прочистува тука се. Значи и бактерии, и се уништува. Одлично, одлично. Ова е Како? Уште едно, за дома, добро. и за биде дигестивниот весело. систем исто го користат, за цревното. Одлично, супер. Добро, Мислам, немам- добро. Вака, органско не секогаш значи здраво. Значи, човек, ако има проблем со шеќерот, тоа не значи ако влезе и купува кај вас, дека све е ослободено од шеќер. Органско така, да, значи да. чисто производство. Чисто. Сега, има тука и скроп, има и шеќер и така натаму, но тој шеќер, тој скроп, тие се чисти од инсектициди, пестициди и така натаму. Вие и натаму треба да внимавате. Луѓето често пати ги гледам, многу сакаат кондиторски производи да купуваат од продавници за органска храна, но не е така баш тоа наивно, купи оние барчиња, мусли и така натаму, тие содржат прилично многу шеќери. Тука треба да се внимава. Треба да се внимава, да. Сега треба да се внимава. Јас би го исфрила скроз тој рафиниран шеќер. Значи тоа е, јас мислам дека кога сега би се открил како производ, како сировина, дека би бил забраната супстанца, толку е штетен. Мислам тоа е сега имаме кај нас засладувачи од шеќерна трска, кој што има, значи не е од шеќерна репа, како што е рафинираниот, него од шеќерна трска. Кафеав, значи со задржана меласа, имаме и чиста меласа, имаме кокосов шеќер, стевијата што ја споменавте, маџунот исто го користат како засладувач, агаве сирупот, медот, го имаме тартуф медот, го имаме Тартуф мед. Да, тартуф мед со истите Hello? својства од тартуф печурката, меѓутоа неспоредливо поевтин, нели? А истите својства ги има како тартуф Лидија, печурката. збориме за работи кои имаат повеќе третман како лек да сте купиле. Така? Например, медов, така. Да, овие две да. И кај Меѓутоа, вас, да. кај вас има прилично многу храна која може секојдневно да се користи. Луѓето коментираат често пати викаат скапо е тоа. Џабе збориме органската храна, овие продавници се скапи, ние не можеме да купиме. Викам, што ќе купиш? Па да вика, за 100 денари ќе купам пола кило мортадела. И ќе се најадам. Епа, сега мислам дека на почетокот и го зборував тоа. Да, повтори го, ака. Колку е тоа на долгорочен план исплатливо да се јаде органска храна, здрава храна, што ние му правиме на телото, како го малтретираме ние телото, еве, например, да земеме на хамбургер. И сега, што се содржи во тој хамбургер? Месото од сомнително потекло, лепчето со сомнителни адитиви внатре, за да стои по 2 недели тазе свежо. Што имаме внатре? Кашкавал, не? И сега ние ќе го изедеме сето тоа, значи имаме тука јак јаглен хидрат, имаме јак протеин, мешана храна. Салатичка, мислам тоа не е не знам што е тоа внатре. И Али зелена салата, знаеш ли зашто има у хамбургера? Чиста, значи, тоа е психолошка финта и ми ја смирува совеста на луѓето кога ќе купи хамбургер, они знаат луѓето дека е тоа нездрава храна, ама листот зелена салата и доматчето, ете нешто здраво се зема. Да. Покрај тој мајонезот, тоа Ете, лебот така, со мајонези, шеќер, кетчап и- кетчап, а кетчапот И- денеска е шеќер. Да. Шеќер. И сега Мармалад. вие кога ќе го изидете тој хамбургер, ќе земете една ладна Кока-кола и ќе се полиете после хамбургерот и тоа ќе се забетонира. Мислам, ја не можам да ми е страв да замислам што станува во телото од кога ќе се забетонира тоа се.
А младинава наша Се бетонира. се бетонира. Тоа, оние цревни рестички што се внатре како прсти и што ја впиваат таа храна, што треба да ги впијат хранливите материи, тоа кога ќе се залепи, нити се впива понатаму ако нешто здраво се јаде, нити по оваа храна може да се разложи, се претвара во токсин, така да не знам што, мислам дека треба да се обрати внимание малце и на едукација на децава. Ги гледам така по сендвичари. Знаеш што е најтрагично, Лидија? Мојата генерација, девојките, нема многу избор да се облекуваат убаво, ама сите убаво изгледа. Чат или пат добро изгледа. Денеска која ќе видам жена на мои години изгледа подобро, поскладно градена од што тинејџерка, кои се дефинитивно сите со бутовите, со задниците, со спуштени, со извитоперени. Зошто? Не е само тоа. Зошто? Они имаат диабетес на толку млади години. Мислам, тоа е... Смоки, хамбургер, чипс Да, и така да, натаму. да. Чипс више која го земаме, вие дури и таа безобразност ја направивте, донесовте органски чипс. Па не може се одеднаш. Значи мора полека човекот да се прилагодува како ќе се престрои, додека да се ослободи. додека се да. Меѓутоа еве на ниски температури, handmade, рачно правен, така да полека. Види, стварно е поскап, ама има една работа што кога ќе ги земам овие стандардните чипсови, нема ни да ги најдете, ја ги земав последните кеси. Го дури е отворено ова. Напукнало, ова се последните кеси. Бидејќи е доста скап, Ама народот не го капира. оди, си сакаат луѓе. Си сакаат, да. Рачно подготвен чипсов вкусна скара. Да. И сега што е? Кога ќе го земете чипсот од овие, кога ќе го држиш во рака, го осеќаш она мрсното. И она да пипнете обична хартија остава масна трага. Ова е малку поинаку. Не е и ова најздрава храна. Така, Далеку од да. тоа. Ама е органска. Органски, додека се пристројувате, можете да си... Малце, нели? Да. Ако го контролираш, Да. тоа можеш да го направиш. Викаш време малку да зобнеме јас и ти за втор блок реклами, да видиме каква е ситуацијата. Па да идеме во третиот дел. Не, имаме време. Не можам да издржам. Ако, на здравје. Срамот за емисија, бе, се вика. Ми смирува совест. Не можеш ни многу да го јадеш, бидејќи нема адитиви, не те влече онака да земеш, отвориш кесата. Бидејќи, кога ќе ги отвориш тие флипсови, мипсови, чипсови и така натаму, нели кога ќе го отвориш или супата, оние готовите супи, има еден прекрасен мирис експлозија. Тоа е едно од главните состојки е натриум глутаминет и Да, глутаминат, да. Во вегетата го има највеќе. Но, тоа е еден од клучните состојки во мишоморот или отровот за глувци. Значи, тоа е само направен да го направи тој ефект. Жив отров. Не го давајте. Никако инстант супа, инстант зачини на деца. Ве молам, луѓе, немојте да си упропастувате здравје. Ако вие веќе сакате, немојте на деца. Одиме сега главната работа. Пак ќе зборам од некое мое лично искуство. Цела деценија борба водев со тежината. Додека да ја укапирам целата работа, дека во суштина, она што го прават бодибилдерите, тука е некаде правецот. Не нивното со генирање и така натаму, туку целата поента е протеинска исхрана. Но внимателно и умерено, бидејќи чиста протеинска исхрана многу ги оптеретува бубрезите. И затоа никој, сега ќе збориме за протеини, и ве молам, не се поведувајте, ќе направам еднаш посебна емисија. Значи, ако идете на протеинска исхрана, ве молам, консултирајте се со лекар, фармацевт, нутриционист обавезно да ве прегледа, да ве следи со крвна слика редовно, на 2-3 недели ако треба праење, затоа што протеинската диета дава феноменални резултати.
но може да ви упропасти бубрези, црн дроб, многу внимателно. Сега, протеинската диета е една од најдобрите, најбрзите, најквалитетните и има многу добри. Ако паметно ја користиш, како што јас ја користев благодарејќи, бидејќи не бев јас само најпаметен, туку имав помош, нутриционист ме водеше и така натаму, сепак и треба и да го разбереш кога ти збори, малце знаеш и умот понекогаш ти се затвора, па не го капираш. Во суштина, протеин и зелена храна. Зелена храна во енормни количини, за да ја намали, бидејќи протеините знаат да го закиселат организмот, да ги затворат, да ги блокираат цревата, да ги оптеретат бубрезите. Но протеинот, ако паметно се користи, многу внимателно, може да ви помогне да намалите и шеќер, и холестерол, и да ослабите. И да со многу малце гладување и така натаму. Еве, гледаме дека една цела секција кај вас е посветена на протеините. Протеин, да. Што можете да ми кажете за протеините? Вака се, ние имаме протеини од животинско потекло, како што е оваа сурутка, кравја сурутка. Добро. Има и вегански протеини за луѓе кои што не јадат производи од животинско потекло. Како од грашок? Од грашок и од ориз. И протеински шејкови. Добро. Сега, оваа конкретно сурутката е многу интересно. Изолирана тој веј протеин, значи тргнате казеинот, има, еве вака сеќа, сурутката има, или млекото, има два протеина, веј и казеин. Добро. Казеинот е тргнат, лактозата е сведена на минимум, маснотиите се сведени на минимум, шеќер нула, значи ова е чист веј протеин, 80%. Сега има уште една приказна конкретно за оваа фирма и за овој протеин, зошто е подобар од сите други. Овие крави се одгледувани во Австрија, меѓутоа не се тоа депресивни кравички затворени во штали и ранети со концентрат. Овие се весели кравички растрчани по ливади и хранети со детелина, со тревичка и со сено. И пуштано име музика, ова не е шега. Не е шега. Значи не говори она во иронија, навистина. Не, навистина, на сонце. Во човечки услови идеални за, значи хепи као, буквално. Хепи, да. Они знаете како прават? Прават две парцели. И сега на едната парцела, да речеме што е една парцела од хектар. Да карикирам, не знам колку ни се парцелите големи. Добре, све отворив. И сега сурутка. Сурутка, чиста Да, сурутка. чиста сурутка. 80%. Салфети не забав. Не, Имам имам и салфети, иначе. Органски? Не се органски. Онака се бришеш и ги јадеш. Да. И имаат као две парцели и сега во едната парцела ги хранат, мислам, они тука пасат, не испаша ги носат. Кога ќе порасне тревата од другата парцела, ги префрлаат на таа територија. Тоа е многу интересно. И тука да го земеме и сонцето, нели? Мислам, ова е така една убава енергетска онака Сакаш да ми композиција. кажеш дека овде во ова не е содржано хормони, бидејќи секој Не, животно... никакви хормони. Тоа е едно. Втора работа, дури и да е органско, ако животното се третира лошо, кога има стрес, ние произведуваме хормон на стрес. Луѓе мои, вие што имате панични напади, вие што имате тахикарди, а јадете месо, или имате понекогаш лоши соништа, сетете се само како е третирано, убиено, заклано тоа животно и тие хормони на стрес кои ги доживувало, на паника и на ужас при губењето на живот или во животот негов, се содржани во неговото месо. Вие тоа го конзумирате, тоа не може да се екстрахира. Секако дека е тоа мал дел и така натаму, но еден граб да ви прави, да ви направи ноќна мора и да ви извади од тактиви, да ви пукне една параноја, ничим изазвана, доволно е да ви го... Да. Нели? Затоа реков дека ова се срекните кравички. Така да оваа сурутка е баш она... Како е, чекај да видам со масти какво е, 100 грами, доста е калорично, 400 калории, килокалории, 6 грама масти, ова е малку масно.
морам да признам. Добро, ама за оние што земаат, тоа е добро. Нема шеќер. Нема воопшто. нула шеќер. Нула шеќери. Нула. Тоа е добро. Но и интересно. Аланин, аргинин, Тоа се сите тие есенцијални масни киселини кои што тоа се мора да ги природни. внесуваме. се Есенцијални природните. масники, меѓутоа мора да ги внесуваме, нашето тело, значи мора да ги внесуваме. Така да треба да внимаваме и заради тоа. Знаеме протеинот основна градбена единица на мускулите на Така. Така. Добро. Кажете ми сега, што се вашите искуства во врска со протеинската исхрана? Дали луѓето ја користат, дали ве советуваат, дали ја препорачувате, за кого, за како, дали за диета? Вака. Кога ќе ви дојде некој па за диета, што Во моментов најактуелна е таа хронодиета. Меѓутоа, јас лично стварно не сум поборник за тие диети, пошто и од лично искуство што не сум пробала диети, мислам дека треба човек да се преумислам. Тоа диета е моментална козметика. Ќе ослабеш неколку кила, пак ќе ги вратиш, па тоа тука се тежи Јојо ефектот, да. Стреса за организмот. Така да човек треба да се преваспита. Сам себе да се преваспита. Додека се е тука. Ама мора тој стрес ќотек да си го Епа, удриш има ќотекот еднаш. патриархот Павле, мислам дека има речено, вика, ако не ќеме да се смириме сами, ќе не смири животот. Е така. Тоа е. Така да мора да се, значи кога тогаш ќе дојдеме на степен да мора да се смириме. Ако не живееме здраво цел живот. Ако не живееме, кога тогаш ќе мора, ќе дојде тој ден кога мора да се смириме. Затоа најдобро да се преваспитаме сами себе и да почнеме здраво да се храниме. Значи јас сум традиционалист, не сум нешто сега веган и фрли месо, трни ова. Се да биде умерено, се да биде да се сведе на 80% да речеме сирова храна, 20% еве нека биде готвени манџички, гравче. Така можеш цел живот да тераш без никаков проблем. Без никаков проблем. Маслиново масло, и може да се запазат тие комбинации. Например, да не се мешаат јалени хидрати со протеини. Ние сега си имаме обичај да јадеме пире со месо, ориз ставче со батачиња, нешто, да не ги мешаме тие работи. Ако јадеме ориз, да јадеме можеме да си направиме нека богата салата со мешавина од семиња, со некое здраво масло, еве од Значи, сусам. скроп и месо да не мешаме. Да не мешаме. Месо со салата, скроп Со салата. Значи, компир со салата, компир и месо, не. Не. Месо и салата, значи да ги раздвоиме тие. Да, Кога ги затоа што- раздвојуваме, да ги раздвоиме, например, нели, ако јас сега јадам компир, па за 2 сата јадам месо, ништо не сум направил. Знаете зошто? Колку треба да е таа разлика, например? Знаете зошто? Затоа Дали е еден ден или една недела или Не, видете, кога внесуваме одредена храна, нашиот мозок му сигнализира на нашиот желудник кои ензими да почне да ги лачи. И сега ако ние почнеме ако внесеме протеин, тогаш се лачат ензимите кои што се задолжени за разградување на протеинот. Ако внесеме јаглени хидрати, тогаш тие ензими се лачат. Меѓутоа, ако ние изедеме протеин и после или заедно, ние го збунуваме желудникот, така да кажам, го збунуваме желудникот, се блокира тој процес на лачење на ензими, застанува тоа и се ствараат токсини. Значи, таа храна не се разградува и можам да кажам малцене буквално скапува. Скапува во нас. А да ги прашаш луѓето, најхитеме сендвич, леп, помфрит, плескавица, мајонезот и вика тоа мене ме најадува, супер ми е. А не е точно тоа, затоа што целулозните влакна колку што може да најадат, ако ние земеме направиме нека богата салата со семиња и полека, многу јадеме сите од нога, брзаме негде, нешто све под стрес. Онака да си посветиш 15 минути за својот оброк или пола сат и полека јадеш, джвакаш и тоа се полека се уште во устата почнува да се Браво. нели да се вари. Браво. И тие целулозни влакна Браво. ќе
кога ќе поминат низ желудникот понатаму ќе набабрат и веќе си сит. Доаѓа до тука информацијата дека си веќе сит. Мојата пријателка која беше гостинка пар пати овдека, Драгица Зенделовска, која исклучиво е, мислам, најврвниот стручњак за нутриционизам кај нас, научник со 2 доктората има, работи на Институтот за фармакологија кај нас, на испитување и приватна ординација работи, со тоа што она ми даде страшен совет. Она ме предупреди за опасноста на закиселување, за бубрезите од протеинската диета, не бев решен. Бидејќи виде дека сум решен, а и не ми помагаат другите диети, ја немав таа волја, свест и сила да ја издржам таа, другите диети, оваа ми помагаше, ми го даде следниот совет. И успеав да се прешалтам на тоа. Значи, земам, Лидија, по една овал, и тој ден денес го правам, пон со салата. Краставица, зелена салата, рукола, вакво, онакво... Значи, повеќе зеленчук. Зелено, исклучиво зелено. И, ако сакам нешто поцврсто, брокол. И тоа, кога го јадам, значи, бара посветено, нема тука на работа си, не си ово. 2 сата гледам филм, 2 сата го јадам. Како крава. Значи, да го джвакаш така, полека, долго. Да. Не голтни го и така натаму. Не, да го джвакаш во уста додека не се направи каша, ми викаше, додека не ги почувствуваш оние, кога ќе почне... Течност веќе да станува. Течност и малку станува како љуткасто. Дури тогаш голтни го, бидејќи тогаш се ослободуваат сите тие регулаторни ензими. Не можев да поверувам кога се ја видов крвната слика. Да. Иако на протеинска диета се очекуваше дека ќе има пад на тоа и тоа, но пораст на одредени, перфектно. И многу сум задоволен што ете запознав луѓе кои добри совети им даваат, ова е и совет до секој, ова не можеш да се уништи. Наместо со чипс, со све, јас знам дека е декутантно, не знам дека е стварно и мене ми е мачно сецка и спремање салата. Полесно е да направиш плескаица него салата, озбилно, па поготово секој ден. Па затоа сега овие готови исчистени салати се повеќе ги има, ги купувам. Само ставим масло, оцет малку и зобај. Па и не се джвакаат лесно као чипсот и ова, не? Зобај ги, еден филм или 2 серии ќе изгледаш, вилица ќе те здаболи, стомакот ти е полн и ти немаш проблем. Сега, кога сме ке зеленото, Да? од овие супер храните што ги имаме... Што е тоа супер храна? Супер храна, тоа се храни за кои што ви е потребно 1 до 2 лажички, дури од некој 1 грам дневно. Не, малце поопшто, кажи ми. Често пати сретнувам, ова е супер храна. Не знам, доматот е прогласен супер храна. Не, вака. Супер храна, вака, обично се вака во кесички тие супер храни. И супер храна се продукти од растенија, кои што, не продукти од растенија, него баш растенија, кои што се со задржани ензими внатре и потребни ви се од 1 грам до 1 лажичка дневно за вие да ги задоволите сите своји потреби од некоја, да речеме, од железо, од што ви е потребно, зависи со што ви е потребно или за која намена ја земате таа супер храна. Значи, мали количини, а голема нутритивна вредност. Значи, не ви треба да изедете 2 тањера граф за да ја задоволите дневната потреба од протеин. Треба. Добро, да. Со некој ребро. Немој за гравот, молим те. Да. Сега, например, хлорелата. Хлорелата, ова јас го викам усисивач, или правосмукалка, еден на македонски. Зошто? Што е ова? Хлорела. Ова е фантастично нешто. Што збориш? Јас сум одушевена заради тоа што хлорела се вика заради тоа што има и хлорофил. Добро, хлорофил има све зелено. Ова е нешто што има највеќе хлорофил од било што на планетава Земја. Од било кое растение. Повеќе нема, не постои нешто што има. Што сакаш од мене да направиш фотосинтеза? Сега... Од што е направено? Тоа е алга. Тоа е алга. Спирулина? Не, ова е хлорела, ова е друга алга. Па нели спирулината е број 1, number 1? Спирулината е number 1 за железо Аха. И за протеин. Оваа има една интересна функција,
освен што ги има сите тие, нели, фосфор, манган, бор, сите тие минерали... Фосфор, бакар, манган, железо, цинк, селен, витамини Б, Да, освен што го има тоа се, таа е способна да ги собере сите отрови и тешки метали од телото и да ги исфрли без да прави некоја посебна реакција, а вас ќе ве задоволи во нели хлорофилот. Молем? Добро. Или ќе се фолираме. Ама тоа треба да се раствори во вода или во некаква течност. Би требало. Па добро. Магнезиум хлорид, знаеш како го пијам? Гранулите? Да. Како? Во уста и го голтам. А така? Добро. И прашакот вака, директно. Добро. Него ни растварам више. Да. Ова е интересно за хлорофилот. Више, кој ќе раствара тука чаши ќе овакво. Добро, збори за хлорофилот. Ова е интересно за хлорофилот, а посебно интересно зашто хлорелата има највеќе хлорофил. Како тоа Бог совршено ги смислил тие работи. Хлорофилот има скоро потполно исти состав како хемоглобинот во крвта. Значи, хлорофилот е крвта на растенијето. И сега ние с која јадеме вака нешто зелено... Олку ми треба на ден? Па може уште некоја... уште 2 прста. Грозно е. Епа, сега... Алга. Така? Трева. На спанеќ. Да. Тоа заради железо и Да. хлорофилот. Да. И ова е толку здрава работа. Не е страшно. Најбитното нешто е хлорофилот и најбитното нешто е што ги собира сите тешки метали и отрови од телото. Инаку тоа го прави и марулата кај нас. Сега марулата не до толку. Ја има таа способност, само органска марула, не прскана марула. Така да си јадат и марула чиста органска, исто ја има истата способност да ги собера тие. Штета не донесе вино. Да. Иначе сега За на крај на емисија, како што фатиш све да отварам, да не имаш уште никој лаксатив. Сирење и вино. Од лаксативот. Па еве го, ќе земам и од лаксативот. Еве го бе. Еве го. Псилиумот. Псилиумот, да. Не. Псилиумот е многу добар затоа што не е како сената да е агресивен, онака да прави грчеви или нешто, него така нежно тоа се го прави. Тоа ја можам да кажам затоа што редовно го употребувам. Така, а и сена сте користеле сигурно, па знаете разликата. Значи, за разлика од оние чаеви, за разлика сите создаваат грчеви, па чувство на итност, па не може. Ова немаш така гајле. споро и нежно, да. Во смисла многу природно. Можеш да си го контролираш, нема да овако, а редовно, бидејќи редовно празнење на цревата е едно од најбитните работи, особено кај мажите, веќе после 40-та година. Нешто малку да се задржи таму може да биде катастрофално по здравјето. Рак на дебело црево е добро утро денес. Да, здраво црево е Така што пробиотик и ова добро утро за секого. Океј, имам и прашање и подпрашања, ние мора да идеме и со многу има подпрашања. Имам едно чудно подпрашање овдека. Господја Лидија работи во Zegin Healthy Food, но не може да одлучи, например, имав понуда за треба се накнадно да и се одговори, не знам ова кај беа прашањата што ми беше испратено, некој одгледува органска пченица, па некаков контакт бараше во врска со тоа. Ништо. Ќе мораме тогаш да направиме вака. Драги мои пријатели и пријателки, ќе ве замолам за уште една кратка пауза. Должни сме да направиме, па ќе го продолжиме разговорот во студио. Лидија, крај нема, дома нема да си идеш рано. Ја мислев, викам сега. Што ќе правиме? Нема да отворам уста. Нека се избори, она ти пушти реклама. Лидија, сакаш уште две работи да немаме време, 3000 артикла, не можеме еден по еден, еве генерално.
инсистираше овие две работи да се Не, ова ми е да ги интересно, презентира? интересно Зошто? ми е затоа што полудеа мажите по оваа работа. Мажи полудуваат Да, по ова е Анджелина Джоли. интересно, мислам. Да. Па и ако сакаат Анджелина Джоли да полуди по нив, ќе го користат ова, да речеме. Што е ова? Мукуна пуриенс. Тоа е една билка која што е, мислам дека сон на секој маж. Ова делува на природниот тестостерон, на зголемување на природниот тестостерон, делува на либидото, делува на плодноста, делува на зголемување на мускулната маса и делува на, да речеме, Сори, јас сум препотентен. така, добро. Не Сега ми за треба тие што мене. не се. Ова ми е интересно. Мене дај ми нешто бро. Сакаш да ми кажеш дека ова природна виагра? Не е само тоа. И природна аналгетика ги отстранува грчевите и болките во мускулите, одлично е за простата, против често уринирање, ова е стварно нешто екстра. Ја башка ја има внатре печурката кордицепс, која што ги дозапечатува сите тие особини и плюс дава имунитет. Значи, ова е, не знам колку се продава, мислам, онака беше најпродаван артикл, а сега ова е, обично жени го зимат, макар што може и мажи, маката за енергија. За енергија, за средување на хормонскиот дисбаланс, жени кои што сакаат да забременат или се во менопауза. Ова е за мажите, ова е за жените, макар што и жените може, и мажите може да го користат ова. За енергија. И за плодност. Например, парови што имаат проблем со зачнување, двајтата го користат, ја користат маката. Или жени во менопауза, исто ги Што е средува. мака? Маката е корен. Добро. Од А перу. ова другово што е? А ова е исто билка, мукуна, така се вика билката. И плюс има Мукуна? кордице. Така. Хакуна матата. Ми, ю, Да. Така да, ова баш making онака, baby, yes. се продавани артикли. Стварно и ова го знаат? Го бараат? Го бараат, да. Па за тоа и така, баш, викам, сигурно би било интересно да го спомнам во емисија. Добро, кога би ти дошол некој да ти каже, дај ми нешто спротивно од ова. Спротивно? Или не Па се случува спротивно такво нешто? нешто што го Или тоа е тишува естрогенот или како, не сега не знам. тестостеронот што го намалува? Или тестостеронот кај Што мажите, е намалува желбата, например, Да. у војска што им даваат бром. Постои ли таква работа? Ај размисли. Што е намалува жилбата? Да. Што Па, го сега ми намалува се потенцијата. Што препотентниот маж го прави Па, нормално импотентен. ако земе, да речеме, повеќе естроген, ќе биде, да, ќе му се спушти нивото малце на тестостерон. Така Ако земе да, естроген ќе стане женско. па, има некои што имаат природен естроген. Например, сојата има природен. Го стимулира естрогенот. Заради сојата има толку многу геј популација, се повеќе и повеќе нагло. Да, најверојатно соја многу јадат, не е до други работи. Сојата е до овакво, не е тоа некој природен, тоа физички процес им се случува и се изменуваат. Па ја мислам поише девијација некоја, ама... Па девијацијата и треба и физичка да биде за да дојде и до менталната. Но и на крај се завршува како избор, така, не им се мешаме. Но, добро, Лидија, вака. Прашањата се овде, ја не можам да дојдам до нив. Многу има прашање и подпрашање. Можам само да заклучам дека бесконечен е муаветов. Вечерва ја правејќи малце карикирајќи целава работа, грицнав, пробав по нешто, отворив, мириснав и така натаму. На здравје. Но искрено да ви кажам, тоа на врвот на прст што го земав од овој мед, додека Лидија збореше, ја добро, јас сум емотивен и сугестивен човек. Ама ова на вистина физички го почувствував. Например, хлореава кога ја земав, окей, чувствував чисто ништо. Ова кога го земав. Значи, имав бранови, енергетски, не знам како да ги наречам, како бранови ми идеа од нозете до горе и назад. Верувам, да. Значи, една енергија, топло ми дојде, пријатно чувство, не непријатно, ама тотално непознато. Значи, не сум почувствувал под олку потентна храна. Како да сум земал некој стимулант
Пази, на врвот. Значи, почувствував, бидејќи ја тешко, ајде, ти мене сега ќе ми продаваш мед 3000 денари, дрн јариња, маркетиншка работа за овци да бри. Јас сум пробал мед и мед. Имам пријател медар кој има освоено прва награда во Италија. Ми беше гостин Чиката. Поздрав до тебе. Ама ова е страшна работа. Мислев дека од Јемен е најскапиот мед што постои на планетава. Тој е уште поскап, некој си $10,000, но ова ме вџаши со овој мед. Манука. Манука. Манука мед. И јас знам, се извинувам. Овие работи што ги донесе се земени од твојата продавница и треба да се оправдаат. Те молам направи список, ова се ќе остане тука, нешто и ќе ти вратам, не можам се. Ова повеќето што ги земав овие артикли, јас ќе ги купам како знам и умеам, но ова не го враќам, ова навистина вреди да се има. Што се однесува до прашањата на гледачите. Те молам, бидејќи не можеме сега во живот до 4 сабајле, ќе биде дури неинтересно. На Facebook се поставени сите прашања. Јас ги молам сите оние што ми пишувале во инбокс на имейл. Поставете ги прашањата. Ја ќе ја замолам, господја Лидија, имате ли време вие наредниве денови да ги погледнете и да им одговорите на луѓето? Да, со задоволство. Да. Со задоволство. Ја мислам дека ќе се вклучат и колегите ваши Да. од Zegen Healthy Food и на прашањата овдека што се поставени. Каде има продавница, што ово она. Имаше некои прашања кои ми беа поставени. За што беше? За хлорела алгата, дека напиша еден дека можела да се произведува во хидропонски во Македонија, да, тоа го прочитав. и како органско. Дали Zegen Healthy Food би биле заинтересирани? Во овој момент раководството Благоја Механџиски ја следи емисијата, барем за него знам, и некои од вашите колеги, што најверојатно ќе биде добро, бидејќи, да ви кажам, една работа, да знаете, дека Zegen Healthy, Zegen компанијата, лани, има, мислам дека и ден денеска, има отворен оглас за кооперација и соработка за откуп, за производство и откуп на органска храна. Дали е тоа овошје, дали е тоа зарзават, дали се тоа некои вакви работи. Zegen Healthy Food е заинтересиран Така. вие да произведувате и да му го продавате, он да го откупува тоа од вас. Значи веќе откупот е загарантиран. Значи, ако се договорите, Ако се кога ќе договор, да. подпишете договор, он има гарантиран откуп од вас. Нема да биде адхок. Так. Туку подпишувате договор, он ќе произведува тоа, а тоа што ќе го произведе, Zegen ќе го откупи. Так. Добро? Еве, за тоа Да. и во други прилики знам дека бев вашите колеги, имено директорката Елизабета која е на Zegen Healthy Food и исто голем професионален поздрав до нејзе. Поздрав. Исто така она многу добро ме посочи, ме насочи, исклучително добро ја познам. И кај мене имаше, запознав и некои други, и имаше многу кај мене двојби кого да поканам, но бидејќи вие сте секој ден со луѓето и со народот и така натаму, така што не е некоја, нели, не можевме многу да, не е нешто да фаворизираме некого за цело во ова. На крај, Лидија, значи, ќе ве замолам, сите вие што сакате за некаква соработка, имаше неколку, напишете, објавете. Јас исто ќе се потрудам да ве контактирам со луѓето Да, со ние кои... сме отворени, нека повлати во Дуќанот, нека во И продавницата. со дирекцијата како да се А, насочат во однос на- за да, соработка, во- за, да, во тој за терање фронт, бизнис, така. оние што се Така, заинтересирани. да. Дај Боже тоа нека биде. И ќе се потрудам и јас да помогнам тука, ако можам јас да се мешам у тие работи, чисто како насока од моја страна. И сосема за крај, Лидија, често пати доаѓаат луѓе, значи, заклучивме. Кој за диета, кој за импотенција, кој за препотенција, кој за здрава храна, кој за диета, но ми интересира често пати ние имаме во Македонија во традицијата на нашето живење се постите. Кои се, еве,
бидејќи веќе колку 20 и кусур години ги држам сите пости, сватив дека е еден фантастичен процес на добро познавање на човековиот организам, на циклуси, бидејќи навистина човек понекогаш се презаситува, па и постот дава една друга, да не збориме за духовната димензија. Дали може, дали доаѓа, дали се наоѓа храна која може да ти ги задоволи потребите, еве, во постите? Еве во пресрет на великденските пости кои што почнуваат, ми се чини на 27 Многу рано. на 26 Многу февруар. рано. Можам да кажам дека 90% од храната што е во нашата продавница е постна. Значи 90%, сега да го тргнеме сирењето и сурутката, 90% е постна храна, значи има за сите вкусови. Само малку човек треба да ја вклучи фантазијата за да си направи некои вкусни специјалитети. Нели со тие не мора да се тестенини, било што, или ние ќе им направиме, не рецепти ќе им дадеме. Мислам, имаме и рецепти, сега треба да излезе исписанието што се однесува баш за со рецепти. За Чекај, да искажи се. Убаво. Какво списание? Чие списание? Почнуваме со списанија, кои што се, значи, ќе имаме списанија за брашната, со кои што може да си прават лепчиња со семиња, са нели различни рецепти, колачи. Не навлегувај у детали. Значи, не навлегувам, значи ќе имаме списанија за различни намени, за постите, за детоксикација. Веќе имаме за детоксикација. Кај има да се купат тие? Не се купуваат. Тие се во нашата продавница како рекламен материјал. Така. Па не се рекламен материјал, тоа е веќе Прирачник. Готвач. Прирачник за здрав живот, да. За пости, за детоксикација, за рецепти, за интересни работи. Треба ли да идат да те бараат само тебе? Не. Или твоите колеги сметаш ли дека се спремни за ваков разговор? Апсолутно се спремни, апсолутно се спремни, услужливи, мислам... Дали го имаат твоето знаење на ова ниво во Zegin Healthy Food, познавање на проблематиката, да може да посочи? Секако. Тоа е една стручна екипа, добро спремна, добар тим сме, ги поздравувам, супер, мислам, нема проблем. Лидија, ти благодарам, пријатно сум изненаден од овој разговор и се надевам дека и во друга прилика ќе се сретнеме. Секако има секогаш многу нови теми за разговори, многу ги пририпавме, но останува затоа што ова нема крај човековото здравје и здравиот живот. Драги мои почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Благодарам на Facebook фановите и ве молам прашањата што ги имате, поставете ги таму и ја се надевам дека ќе добиете одговор дали од Лидија, дали од Zegin Healthy Food, дали од Zegin Farm, ќе се ангажираат луѓето да ви помогнат некои насоки да ви дадат, па и не мора да биде, ако можам и јас да ви помогнам нешто со моето искуство. Впрочем, сите имаме по некоја приказна и си помагаме едни на други. Нема некој најпаметен, бидејќи секој човек е приказна за себе и нема готови рецепти. Ова е стварно тера инкогнита. Па дури и да сте се спознале за 10 години се изменувате и во вкус, и физички, и психички, па нови работи откривате, па нови работи ви годат, старите не ви годат. Ова е процес кој мораме да го откриваме. Живееме модерен живот кој очигледно не чини здравје. Дај да си помогнеме. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.